На денешен ден во 1444 година во битката кај Варна, силите на турскиот султан Мурад II ја поразиле полско-унгарската војска на кралот Владислав Јаѓел III, кој загинал во битката. На овој датум во 1483 година е роден Мартин Лутер, свештеник и професор по теологија, основач на протестантизмот и водач на реформацијата во Германија. По неговото барање за реформа на црквата во 1517 година бил екскомунициран, но неговото движење се проширило низ цела Европа. На денешен ден во 1493 година е роден Теофраст Бомбаст фон Хоенхајм, познат како Парацелзус, швајцарски алхемичар и лекар кој ја вовел хемијата во медицината и ги поставил темелите на современата хемотерапија. На денешен ден во 1796 година починала Катарина II Алексеевна, позната како Катарина Велика, царица на Русија и символ на просветниот апсолутизам. Таа ја модернизирала државата, ја укинала тортурата и го проширила Руското царство. На овој датум во 1891 година во Марсеј умрел Артур Рембо, францускиот поет метеор, автор на поемата Пијаниот брод, кој го најави символизмот и надреализмот. На овој датум во 1919 година е роден Михаил Калашников, руски инженер и конструктор на легендарната пушка АК-47, наречена по неговото презиме. На денешен ден во 1925 година е роден Ричард Бартон, прочуен британски актер и театарски великан, кој остави длабока трага во светската кинематографија. На овој датум во 1928 година Хирохито бил крунисан за цар на Јапонија, отворајќи ново поглавје во историјата на земјата. На денешен ден во 1931 година во Скопје е роден Тома Прошев, македонски композитор и автор на оперите Пајажина, Малиот принц и Аретеј. На овој датум во 1938 година во Истанбул починал Мустафа Кемал Ататурк, таткото на модерна Турција, реформатор кој воведе латиница и ја постави темелната државност на републиката. На денешен ден во 1944 година во Прилеп било основано Сдруженијето на ликовни уметници на Македонија со Никола Мартиновски како прв председател. На денешен ден во 1968 година кај Свети Николе починал Јован Бошковски, македонски писател, критичар и сценарист, автор на Солунските атентатори и Републиката во пламен. На денешен ден во 1975 година Југославија и Италија го потпишале 8-миот договор за дефинитивно решавање на граничните прашања меѓу двете земји. На денешен ден во 1982 година починал Леонид Илиќ Брежњев, лидерот на Советскиот сојуз и еден од највлијателните политичари на 20 век.